живее Македонија! Слушам кај шумат шумите, буките. Слушам кај шумат шумите, буките. Над 150 конјаници од повеќе делови на Македонија попладнево пристигнаа во Крушево. Тие прво поминаа низ центарот на градот, каде што беа пречекани на традиционален начин, со леб, сол и вино, а потоа се упатија по главната улица на Гумење, каде што направија мал перформанс за да се поздрават со многобројната публика која што беше присутна тука. Другари верни, другари македонци. Другари верни, другари македонци. Кога ни се врвите, со коњи да не тропате, не тропате. Чувството е прекрасно, возвишено. Целта сепак на оваа конјаница е да оддадеме почит на тие што ги оставија животите тука за Македонија. Тие што ги оставија тука, па понатаму дури не само илинденците, сите комити, сите партизани, сите бранители на Македонија ни оставија една порака и денес ние да си ја чуваме, да си ја сакаме Македонија, денес да ги почитуваме за тоа што го направиле и да мислиме како секој од својата позиција можеме да допринесеме денеска за Македонија. Илинден го слави секој македонец, Илинден бие во нас, да е за многу години. Ние годинава, нас ни е јубилеен, петта година каде што тргнуваме од Битола и годинава ја даваме почит пред се на загинатите од Кочани. Бог да ги прости и воедно и да даваме почит на загинатите за Република Македонија кои се бореле за ослободување на Македонија. Па ова неописливо чувство, ние сме во чест на револуционерите што загинаа за денешнава слобода и сите до ден денешни што загинаа за нашата слобода. За нас овој ден значи многу и пораката е да се сочуваме од традицијата и да остане во поколение. Да живее Република Македонија. Пред се прв пат сум денеска на оваква манифестација. Што значи? Значи нешто што треба да го проложат нашите млади, историјата да се памти и нека живее Македонија. Горти чест ми е да марширам со конјаницата на општина Аеродром. Иначе јас сум најстар јавач во оваа група и тоа е. Прв пат јавам, чувството е прекрасно да се дојде во градот на војводите. Стадин војводата капидано. Оваа година имаше најголем број на конјаници од сите години до сега. Со најголем број учествуваа секако и Линденски марш 78 од Скопско Лисиче, кои што веќе 47 години ја поминуваат оваа дестинација за најголемиот македонски празник. Еден од основачите, Борис Мејковски, се потсети како било порано да се јава на конј од Скопје до Крушево. Па видите, пораката пред се не е, мислам и самиот почеток на овој марш кој е удрен темелот или корењата кои се пуштени, не е тоа некоја лична награда на било кој поединец од нас кој што по тој период, бидејќи по старите генерации памтат како беше тогаш во смисол на појавувањето на една ваква конкретна, например, акција да се крене гласот на македонскиот народ. Кога некои луѓе по селата кои што патуваме и по населените места низ Македонија беа зачудени, прашува каде, вика, момчиња, кај ќе одите со коњиве, од кај патувате и до кај ќе одите. Патуваме од Скопје, им кажуваме, и им покажуваме дека патуваме кон Крушево и целта ни е стасано Крушево да оддадеме почит на нашите прадедоци, на нашите познати херои за Македонија, комити, војводи, кои што ги положија животите за ова што денеска го имаме ние. Иако во тој период нормално имаше големи притисоци,
се уште беше Југославија како држава, Македонија составен дел на Федерацијата на Југославија. Ние беме во тој период и малтретирани, кога се вратиме од Крушево, као националисти. На некој начин сме работеле да против Југославија, а не. Самиот тој чин покажуваше дека ние сме биле во исправна насока, како млади, и денеска затоа гордоста е преголема кај нас, кога исто патуваме низ Македонија, сега овој поход, да го наречам, кон Крушево, е еден од најголемите со конјаница во бројка, над 52 конјаници тргнаа од Горно Лисиче, кај што традиционално се одржува поаѓањето на 27. И гордоста и милоста спрема Македонија голема, кога ги гледаме секаде луѓето, дали тоа беше во Катланово, Петровас и така натаму, другите, не можам да ги спомнам сите места, Велес, излегуваат од своите домови покрај улиците, поздравуваат конјаницата. Пандил Стефковски е син на Гоце Стефковски, кој што заедно со Борис Мејковски и Борче Стефковски се тројцата основачи на овој марш. Од Горно Лисиче тргнуваме од црквата Свети Петар и Павле, една вечер преспиваме од Долно Лисиче, потоа Велес, село Теово, село Ропотово и еве денеска сме тука, вечер во Крушево. Во 19 часот, во 18:30 часот сме пред црквата Свети Никола во Крушево и потоа утре учествуваме на поворката низ градот и на втори на Мечки камен. Какво е чувството да се биде дел од овој марш? И по кој пат сте вие дел од него? Па јас како конјаник, кога бев помлад, идев за Крушево повеќе пати, меѓутоа се оставам простор и за помладите да идат, така да е 25-6 години више сум дел од овој марш. Како што и господин Озмековски кажа, ова е најголемата конјаница досега организирана од 78 со околу 52 конјаници. Значи оваа година имаме најголем број на конјаници, меѓутоа сега пред влезот на Крушево ни се приклучува конјаница од Кичево, конјаница од Битола, така да огромен број на конјаници ќе влезат во Крушево оваа година. Каде што ќе бидете пречекани вечер околу 18:30 или 19 часот од страна на граѓаните токму пред столбот на Републиката во центарот на градот. Да, значи денеска во 18:30 пречекот е пред црквата Свети Никола во центарот на градот. Утре во договор со 10 дена Крушевска република учествуваме во манифестацијата и Мечкин камен. Го прашав и господин Озмековски и вас како еден од помладите учесници на овој марш. Која е пораката што ја пренесувате? Па исто пораката е да се обединеме сите заедно, да го прославиме како што доликува, значи достојно овој наш најголем национален празник Илинден. Цело Крушево излезе на улиците да ги пречека конјаниците и да им оддаде почит за делото кое што го прават. Па јас сум оригинално од Крушево, сега моментално на одмор од Австралија со мојата фамилија. И така, дојдовме да ги прославиме празниците или денските празници. Ова е градот, ова е срцето на овој празник и преубаво чувство, преубави моменти. Тоа е душата на Македонија и слободата на Македонија. Внучето му е јават на конјаницата Гала Битолска и зато ние сме дојдени за да го видиме тука. И најмалиот е тој 10 годишен учесник во конјаницата Битолска. Желба голема, купи коњ, купи ствари, се што му треба, татко му и детето се си учествува овде, сакаме да помине и да го видиме. Што значи овој ден за нас, овој празник? За нас е најдобар, најубав. Символ на Македонија. Овој ден за нас македонците е голем ден, голем празник за македонскиот народ. И треба да се прослави како што требат, правилно, како и претходните години како стално што се прославува. Со ова честување практично започнаа и празнувањата во Крушево 10 дена Крушевска република, која што ќе трае се до 10 август, за до кога има подготвено богата програма за сите посетители кои што ќе дојдат во тие денови во славното Крушево. Свеченото отворање на оваа манифестација е на 1 август во 20 часот и 30 минути, исто така на гумење, со огромет импровизиран напад на градот и културно-уметничка програма. Од тука од Крушево, од централното градско подрачје, од столбот на Републиката, сакаме да испратиме на порака на достоинствено учествување, заеднички и сите заедно државнички да го прославиме овој значаен за нас историски празник.
да нема поделби, да има заедништво чествување, да има достоинствено чествување, затоа што Крушево заслужува едно поинакво, позначајно и поисториски чествување за нашиот празник Илинден. Да ги поканам нашите граѓани, нашите гледачи, вашите гледачи односно, да бидат овај период во Крушево, бидејќи Крушево треба да биде центар на случувањата. Илинден е наш празник и е многу значаен во однос на формирањето на нашата држава и нашиот дух на некој начин. На 2 август на Мечкин камен ќе се одржи главната свеченост за празникот, каде што пред присутните ќе се обрати претседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова.